civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Да го кажам тоа што сите го очекуваат, како некоја неизбежна состојка на некој зготвен оброк, како нешто што е неизбежно, е дека нашата земја секако ги споделува европските вредности за мир, функционално демократско општество, владење на право, пазарна економија и се така натаму. Но во својата суштина, европските вредности се многу повеќе од една дефолт состојка на една целина, а тоа е начин на живот, тоа е секојдневие, убедување, но истовремено и пожртвувано за еден идеал, а тоа е мирот. Да се присетиме, нашиот континент во својата цела историја имал поголеми и подолги периоди на војна, отколку периоди на мир. Токму затоа велим дека Европската Унија е најголемиот мировен проект, преку кој заедно учиме да ги почитуваме различностите. Различностите се асет, се придобивка, се колорит, но истовремено се и извор на конфликт, затоа што повеќето конфликти се етнички, верски, покрај територијалните. Тоа е така поради дискриминацијата и поради нееднаквоста. Затоа јас силно верувам во еднаквоста. Еднаквоста е формулата за мултикултурното општество. Едно општество може да биде цело и хармонично само при еднаквост, што само по себе подразбира недискриминација, туку еднаквост и во права, но и во обврски. Да се живее заедно, значи да живееш еднаков, бидејќи само еднаквите може да живеат заедно. Повторувам до досада, онака, за да се запамти, колку што е државата полојална кон граѓаните, толку се граѓаните полојални кон државата. Обштествениот баланс врз кој што беше основан европскиот сон бара целосна рамноправност. Еднаквоста е предвестник на интеграцијата и на мирот. При преговорите за формирање на коалицијата инсистиравме на реформулирање на концептот едно општество за сите во еднакво општество за сите и токму поради тоа што го кажав погоре и тоа е истакнато во посебно поглавје во владината програма под новиот веќе концепт. Не може општество да биде едно ако не сме еднакви. Но да се навратам на основата на европските вредности, која што ти е суштината на темата денеска. Сите наши влади беа евроатлантски и силно посветени за интеграцијата на земјата во Европската Унија и во НАТО, затоа што силно верува во таа посветеност. Во 2008 година Евроатлантската заедница ја отвори вратата за Албанија и за Хрватска да станат членки на НАТО и нам ни ја плесна пред нос, поставувајќи најапсурдни барања за промена на устав со цел промена на име. Тоа предизвика огромна разочараност и ги смени приоритетите. Од готовност да се реформира општеството, за интеграција до тесно партиски и краткотрајни интереси за победа на избори и останување на власт преку свртување кон себе си, контрола на академска заедница, цивилно општество, судство, медиуми, институции, па се да се стигне до формулацијата на заробена држава. Тешко беше одвраќањето од тој пат, но успеавме, го направивме и најбесмислениот компромис за реализација на нашиот сон и сега сме членка на НАТО. А сонцето па повторно изгреа, додека нашата земја си остана таа што си беше, таму кај што си беше, цела и посилна, а истото важи за сите граѓани. Го постигнавме и го ратификувавме Преспанскиот договор. Го подпишавме и го ратификувавме добрососедскиот договор со Бугарија. Го заокруживме нормативниот дел од Охридскиот мировен договор. Линколнски успешно го променивме уставот. Усвоивме над 60 закони, реформски закони, консенсуално. Одржавме референдум, локални избори, председателски, парламентарни избори и најважно од се, го сменивме начинот на размислување и на делување. Целосно, го променивме општеството апсолутно. Тоа го направивме хазарски, без калкулации за следните избори.
но со верба и убедување, затоа што бевме храбри, верувавме и се уште веруваме. Дозволете ми да се навратам уште еднаш на тоа што го кажав претходно и да повторам нешто што веќе го имам кажано. Европа е вториот најмал континент на планетата по големина. Една едноставна слика со црно-бела графика, што може да ја најдете на интернет, покажува дека нашиот континент во повеќе од 2000 години историја бил подолго во војна отколку во мир. Над 16 милиони жртви во Првата светска војна. Над 50 милиони жртви во Втората светска војна. Таа трагична црно-бела графика, каде што црните војни периоди преодладуваат над белите мировни времења, даде живот на најголемиот мировен проект во историјата на човештвото, кој што и се здоби со Нобелова награда, тоа е Европската унија. Кога носе одлука, тогашните европски лидери беа храбри миротворци. Одлуката ја носеа имајќи ја одговорноста за постигнување на долготраен мир во црно-белиот континент. Не верувам дека размислувале кога ја носеле одлуката како да ги добијат следните избори. Слично како во 2008 година, се соочивме со затворената врата. Спротивно на европските вредности, ова наше општество, ова наша волја и посветеност, наместо да се награди, да служи како пример, е пред голем предизвик поради уште еден по-безсмислен спор. Спор кој што ви вели дека си бил нешто друго од 1945 година, а од 1945 па се до денес и нешто друго. Спор кој што вели дека си зборувал друг јазик до 1945 година, а од 1945 година па нааму го зборуваш друг јазик. Верувале или не, оваа измислена дилема и безсмислен спор е причината зошто цела таа наша пожртвуваност, цела таа оска на обединување на нашето општество е под знак прашалник. Јас не знам како ова да го објаснам ниту на себе си, а уште помалку можам ова да им го објаснам утре на моите деца. Што е причината поради која ние чекаме пред затворена врата во 2021 година? Навистина. Причината е што едниот смета дека ти си бил нешто друго, а сега си нешто друго. Толку. Во 2021 година. Епа, драги мои, тоа не е Европа, која што ја надмина црно-белата слика и имаше сон. Ова е Европа на 19 век. Ние донесовме одлуки во многу бои, многу храбри. Европските лидери, ако продолжат да носат одлуки, имајќи ги предвид нивните следни национални избори, тогаш се сместуваат себе си, а и нам, во замката на црно-белата слика, а не во духот на боите на мултикултурализам и мир нацртани во основата на Европската унија. Впрочем, во тоа е и разликата помеѓу еден политичар и лидер. Дали предводниците на унијата ќе бидат политичари кои што размислува за следните избори, или ќе бидат лидери кои што размислува за следните генерации, тоа зависи од нив. Ние нашето го направивме. Нема да се откажеме, ќе продолжиме да ја градиме Европа дома, затоа што е есенцијално. Есенцијално е значајно еднаквоста, недискриминацијата, толеранцијата, за да не се вратиме во периодот на разочараност од плеснатата врата, туку да изградиме Европа тука, дома, кај нас. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.